Охриѓанката Александра Ивановска е само една од илјадниците научници кои ја напуштија Македонија и градат завидни кариери на институти и универзитети низ светот. По завршување на мастер студиите на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје, таа докторира на Белградскиот универзитет, а годинава беше прогласена за втор најзначаен научник во Србија. Горда на својот успех, а уште повеќе затоа што е македонка, ја прашавме зошто одлучи да замине од нашата земја. Јас кога отидов во Србија, колегите беа зачудени зошто ја напуштив оваа прекрасна земја, посебно градот Охрид, и се одлучив да живеам во Србија. И многу малку од нив има информации каква е ситуацијата со науката во Македонија. Нажалост, во Македонија на факултетите не постојат научно-истражувачки звања. Нема луѓе кои се запослени во научно-истражувачки звања, тие се запослени само како професори, доценти и асистенти, и тоа е една од главните причини што не може доволно и добро да се развива науката во Македонија. Само во последниве неколку години од земјава заминале повеќе од 7000 научници, што е поразително. Македонските универзитети ги нема на Шангајската листа, но ако е за утеха, единствениот наш рангиран универзитет, државниот УКИМ, се најде на опашката на најдобрите, кои ги објави Центарот за рангирање на светски универзитети. Од 2000 универзитети, УКИМ е рангиран на 1900-то место, за разлика, например, од Белградскиот, кој се најде на 376-то место. Меѓутоа, мислам дека главниот проблем е тоа што државата не води доволна грижа за солидните, односно за одличните студенти и не им нуди запослување веднаш по завршувањето на студиите. Исто така, една од главните причини представува и лошата финансиска состојба во Македонија, и тоа мислам дека е една од главните причини зашто имаме одлив на мозоци од нашата земја. За илустрација, во 2022 Македонија одвоила за истражување и иновации 0,15% од бруто домашниот производ, а соседна Србија 0,97%, што е за околу 6,5 пати повеќе. Развиените европски земји за ова намена издвојуваат околу 3%. Во Македонија би се вратила да работам како доктор на науки само доколку државата одвои финансии за да се оформат институти или научно-истражувачки центри во кои ќе се вработат одлични научници кои сега работат во светот, а верувам би дошле дома да ја развиваат науката под плаштот на златно-жолтото сонце на македонското знаме, вели Ивановска. Во нашата Македонија завршуваат студенти со огромен капацитет кои не се финансиски моќни да се надградуваат, ако нема поддршка од државата, и тоа мора да се промени, вели нашата соговорничка.